покани представници от граѓанските здружения, урбаните заедници, представници от локалните институции. Сакам да ви посакам добре дојде на првата форумска сесија од вкупно планираните 3 форумски сесии за буџетски форум на општина Делчево за 2024 година. Денеска започнуваме со планирање на буџетот, односно практично планирање на буџетот, иако веќе е започнат буџетскиот календар. И наша цел е пред вас да ги представиме можностите на општина Делчево денес и преку овие 3 форумски сесии да ги дадете вашите идеи, вашите проблеми, вашите потреби преку општинската администрација која е присутна денес тука, да ги запишеме, да ги анализираме и на последната трета форумска сесија да ги рангираме истите и да гласаме за истите кои што отидат и во буџетот за 2024. Јас сакам да бидете активни, слободно да ги кажете вашите идеи за правилата на буџетот и за водење на буџетските сесии. Имаме ангажирано, лиценциран форумџија, искусен, значи што има поминато повеќе од 30 форумски сесии, не е од Делчево, така да нема да биде пристрасен во идеите, кои се приоритети, кои не се, што е едно од правилата на форумите. Сега ќе го поканам градоначалникот на општина Делчево да ви се обрати на карта и започнуваме со форум. Благодарам, граѓани. И јас да се благодарам од моје име за присуството ваше на овој форум, за вашиот интерес, така да ние како локална самоуправа во партнерство со вас да ги креираме приоритетите за реализација за наредната 2024 година и по терк на граѓаните да го креираме буџетот за идната 2024 година. За мене, за локалната самоуправа е важно партнерството кое што се одвива преку овие буџетски форуми помеѓу граѓаните од општината, граѓанското учество во сите сфери од живењето, бидејќи овде во локалната самоуправа работи за своите граѓани, работиме во интерес на граѓаните и секако општината како главна улога е сервис на граѓаните. Во изминатиот период, во изминатите години, сведоци сами дека се изградија многу капитални проекти, решивме сериозни детенски проблеми, одговоривме на приоритетите на граѓаните. Во сето тоа изградивме пешачки мост, капела, современ градски пазар, почнавме со изграда на нова детска градинка во населба Расадник. Изградбата е во полнек на пречистителната станица во работилиште, изградбата на водоводите во селото Зевун и Габрово. Завршуваме со реконструкција на водоводната мрежа, замена на старата докрајна азбестна инсталација со нова полиетиленска инсталација, со што го решаваме исто така проблемот за квалитетот на водата за пиење и честите дефекти кои што се случуваат на водоводната мрежа. Паралелно со сето тоа градиме и реконструираме улици, за прв пат се асфалтираше стариот пат и локални патишта, тоа е Делчево Правотивиште, го реконструирахме локалниот пат кој за 30 на години за село Стамер, го реконструирахме исто така со помош на владата регионалниот пат за село Разловци, кој што исто така беше одбран из годините наназад како приоритет на граѓаните преку владата јавното претпријатие за државни патишта и меѓување пат. Во наредниот период, во рамките на големиот проект за подобрување на водоснабдувањето на Делчево со обезбедените нови 1,9 милиони швајцарски франци од Швајцарската конфедерација и Министерство за животна средина ќе се реконструира резервоар за вода на местноста Чупа во трети район, а ќе се изгради водовод во село Вирче кој ќе биде приклучен на системот на Лошан. Тоа се дополнителни средства кои што исто така ние ги разработувавме цело време во текот на изминатите година покрај оние првичните околу 7 милиони швајцарски франци кои што беа вклучени за подобрување на целиот водоснабдителен систем во Делчево со дополнителни средства кои што ги одобрија од Швајцарската конфедерација 1.400.000 швајцарски франци, околу 400.000 швајцарски франци се за резервоар за водоснабдителен систем во село Вирче, но и тоа е битно за сигурно знаете вие за резервоарот реконструкција целосна и зголемување на капацитетот на резервоарот на село во местноста Чука во трети род, затоа што тие два резервоари на Чука и резервоарот на Зевун, кој што исто така е реконструиран, се снабдува со вода цело Делчево, кога пумпите во населбата Ново Делчево не работат, значи водата
се испумпува таму и потоа не е тоа само за трети райони за село Делче, него за село Делче, и затоа е многу важно. Бидејќи тие резервари се беа многу стари, од нивната изградба немаше никаква реконструкција, така да со ова допринесуваме за квалитетот на живот на нашите сограѓани, покрај азбестните цевки што ги мениме, азбестната на цела инсталација со полиетиленска и со тоа што таму се гради со покрај бетонно-трицелна редусувачки челица, сето тоа е за заштита на здравјето на граѓаните. Во подготвителна фаза е исто така и до изградбата на кеот на река Брегалница и комплетна изградба на канализацијската мрежа во новата населба Клоне. Сакам да потенцирам дека во овие 2 години од вториот мандат се инвестираат во Делче над 420 милиони денари. Средства кои што се наменети за развој на општината. Оваа бројка локалната самоуправа овде бидејќи постојано сме држави со тоа со инвестиции ми е јасна. Верувам дека и вие сваќате колку се тие средства значени за нашата општина кои што се инвестираат само во овие 2 години. Посебно сакам да истакнам дека по поплавите кои што ни се случија во Делчево, каде што имавме огромно количество на врнежи од дожд, беше оштетена и патната инфраструктура, и исто така со подршка на јавното предпријатие за државни патишта Македонија ПАТ, влезени во програма за реализација и санација на улиците се крак на булевар Македонија, улица Булевар Македонија, мостот на река Брегалница, кој што исто така е многу критичен и овие години разговараме за тоа. Сега е долниот мост, кој што е граден од војската во еден изминат период. Стабилност на негова едно некоја е нарушена. И во целиот овој проект, во целата ова работа се опфати да се изработи проект од градежен факултет и да се санира и тој мост. Потоа дел од улица Црвоселска, таа е веќе направена, дел од улица Ковачка, дел од улица Ливолова Ривар и дел од улицата Јани Сандарски. Овие улици се опфатени да сето на штетата што настана во текот на поплавите да бидат реконструирани. Рекол дека е реконструирана улицата Црвоселска, и дел од канализационата мрежа, посредствата канализација на кракот на улица Булевар Македонија, која што улица беше најразрушена, ова недела почнува со реконструкција на другите улици, пошто имавме некои технички грешки, некои согласување на работите, кои што ние ги почнуваме ги бадавме, а не беа внесени во првичниот план за реализација од страна на јавното предпријатие за државни патишта и Македонија ПАТ, така да се направија нови престапки и јас верувам дека за кратко овие улици ќе бидат санирани, за да не може да имаме наредни поплави, не станат уште поголеми штети на инфраструктурата во Делче. Исто така инженерски тим од нашата армија изврши санација на критичните точки на ендиците и водотеците, а се работи на санација на мостот на Црпенска река. Ова веќе на Црпенска река до тоа е да се преземени одредени санации, кои што се обити за санацијата на целиот тој пропуск, меѓутоа се уште горниот слој на патот не е саниран и верувам дека во нескоро време, ако и ние постојано инсистираме на тоа за целиот тој проблем да биде решен побрзо, бидејќи мина повеќе инвестиции, беше таа поплава направена, која што разруши дел од инфраструктурата, исто така и на тој потек од патот, бидејќи овој пат е регионален. Секако дека, значи, ние како локална самоуправа, јас како градоначалник инсистираме побрзо да се решат тие работи, но никако не сакаме да се решат на некој начин со кој ви кажале граѓаните, дека ние тоа го саниравме, а да не биде квалитетно направено, и за тоа и предното спомнав дека ги усогласувавме работите, за кои што ние како локална самоуправа не се согласувавме со одредени работи кои што беа првично планирани од јавното предпријатие за државни патишта, се со цел за оваа инфраструктура да биде квалитетно направена и во потамошниот период да се работат други работи, а не една иста работа да ја санираме, реконструираме секоја година.
Ние, како локална самоуправа, и градот Делчево, и населените места во Делчево, и вие како граѓани, сите заедно сме свесни дека има се уште нерешени проблеми кои што треба да се решаваат. Но свесни сме дека нито локалната самоуправа, ни јас како началник, нити било кој нема некој магично стаче да можат сите проблеми да се решат одеднаш. И верувам дека со ова темпо со кој што работи локалната самоуправа, а резултатите ги имате во изминатите години, дека голем дел од по-стратешки проблеми да се зададат така се решени во нашата општина и на тој начин ќе продолжи да ги решаваме и другите проблеми кои што се представат и меѓутоа овде со изградбата на тие неколку капитални обекти верувам дека ќе има повеќе простор за решавање на оние, би рекол, поситни инфраструктурни проблеми кои што и вас граѓаните најповеќе интересираат. Секако во буџетот кој што се креира, доколку имате и вие предлози, дискусии и во другите сфери, освен инфраструктурата, ќе дадете ваши предлози, спорт, култура, образование и така натаму. Но најчесто се уште, бидејќи тоа ниво на развој и нашиот град и нашата држава, најчесто секојаш кога има вакви разговори не мора да бидат на форумите, најчесто проблеми на граѓаните и инфраструктурата. Овде се и вработените во локалната самоуправа да можат меѓите заедно да слушнеме тоа што вие ќе предложите. Во буџетот ќе се предвидат најразлични средства за реализација на најразлични програми и програми од областта на заштита на животната средина, во областта на културата, за подршка на граѓанските, невладните организации, спортните здруженија. Во овој мој поведен кратко говор нема да продолжам многу за сето тоа што е претходно направено. Побитно е на овој форум вие да ги дадете вашите идеи и за да слушаме што тоа е најбитно да се реши како проблем за граѓаните, за да може да биде вградено во финансискиот дел на буџетот и така да се искорира буџетот за наредната 2024 година, за да можеме по приоритети да ги решаваме вашите проблеми. Имаме още некоја презентација, потоа и вие се включите со вашите предлози и оставам овде отворени за дискусија во однос на тоа што ќе го дадете како предлози. Посветувам успешна работа на денешниот форум. Благодарам. Благодарам, господин Вашков. Сега давам мојот палката да пречитам на Борис Шарков, модератор. Благодарам. Добар ден за мене. Кажа Тони Борис Шарковски, иако доаѓа во Штик, да се зараза на локалната заедница и тоа е едно од првите правила всушност на форумот. Лицето кое што го води, го модерира овој процес, да не биде едно од вторите правила, телефоните да не бидат исклучени, ако може, на тивко, и да се почитуваме меѓу себе кога зборуваме. Едно од правилата на форумите е токму тоа. Лицето кое што го води форумот да не биде од општината, за да не биде пристрасен во она како го води форумот. Јас немам да должам, само на кратко ќе ви кажам процесот, затоа што знам дека вие во општина Делчево секоја година правите вакви настави, зашто форумите ги правиме како добра алатка за прибирање на вашите приоритети, затоа што битно е да вие ги дадете вашите идеи, вашите приоритети, на тоа да го направите на еден структуриран начин, на еден начин во кој што има некаква методологија, а не само да биде список на жалби. Градоначалникот ни даде добар шлагворд во она што треба да го правиме. И тоа не е ексклузивитет само за општина Делчево и не само за општините во Македонија. Секаде во светот има повеќе проблеми околу средства за решавање на проблеми. Затоа се собираме на вакви средби за да можеме од овие приоритети да видиме кој е најголем приоритет. Ние бевме на една студиска посета во Берн, во Швајцарија, каде што има буџет од неколку 3,5 милиарди, отприлика во што е буџетот на Македонија, па граѓаните повторно имаат приоритети. Нема доволно средства на општината да ги реши сите нивни проблеми. Така да тоа секаде се случува, но ние сакаме да видиме кои се од приоритетите, кои се најголеми приоритети. Затоа и на масите на кои што седите, има ливчиња која област од другите форумот ги носи врз основа на тоа што се договарате на масата. Оние кои што седат на една маса, кои што има заеднички интереси и афинитети, решаваат кои се приоритети.
Ќе видите после понатаму како тоа всушност практично изгледа за оние кои што не би. Накратко само за агендата, значи за да дадеме структура повторно на форумот, ние прво мораме затоа што освен работените во општината, има граѓани кои што не се запознаени како функционира буџетот на општината. Накратко мораме прво да ви кажеме како е структурата на буџетот и како оди финансирањето во единиците на локална самоуправа. Понатаму во вториот дел имаме уште една презентација од вработени од представници на општинската администрација, во кој што ќе ви кажат кои проекти се во тек, кои се планирани, кои се во фаза на реализација, воопшто кои проекти во општината на кое ниво се во реализација. Зошто го правиме тоа? Затоа што во третиот дел веќе вие ги предлагате вашите приоритети. Ако нешто веќе било кажано дека се реализира, дека е во тек, дека ќе се направи или дека нешто не е возможно да се направи, добро е да слушнете прво кои се плановите на општината повторно планирани во основа на минатата година што се правило на форумите. Значи, општината не прави планови седејќи во канцеларија кои се логи, туку постојано со вклучување на граѓаните ги става тие приоритети и година по година ги реализира. На оваа сесија, на првата, за да имаме време да дискутираме за сите ваши приоритети, ќе зборуваме понатаму, тоест вие ќе зборувате за приоритетите во неколку програми. Урбанизам, просторно планирање, животна средина, значи неколку од тие програми на кои што ќе давате приоритети. На следната сесија ќе ги опфатиме сите други програми. Образование, култура, спорт, млади и граѓански организации, таму ќе ги дадете приоритетите. И на третата сесија, тоа ќе биде некаде крајот на недела или почетокот на недела, најдоста до 5. Сите овие приоритети ќе ги ставиме на една ранг листа и ги рангирате по маси и ќе видиме кој од овие приоритети кои што вие сте ги дале ќе биде најголем приоритет или кој први 10 приоритети ќе бидат. И на последната сесија повторно страна на градоначалникот или вработен во општинската администрација ќе ви се даде информација што од тоа ќе се реализира следната година. Така тече процесот, понатаму вие како граѓани во текот на целата 24-та година можете да следите и народски кажано да ја држите општината за збор, дека ако нешто требало да се реализира, имате да се повикате на што, на кој основ тоа време да се финансира и дека треба тоа да се направи. Кратко тоа е процесот, како што ќе одиме чекор по чекор, така ќе ви на тие што не е јасно ќе ви станува појасно. Затоа реков процесот е еден вид на пирамида, почнуваме од општото како функционира буџетот и потоа се движиме понатаму. Нема да должам, ќе повикам господин Ганка од општината да ви кратка презентација за тоа каква е структурата на буџетот и како всушност оди финансирањето во општината. Добар ден од мене. Господин присутни, накратко презентација за тоа да започна што е буџетот, што представува, разумење и која е структурата на буџетот на општината. Буџетот на општината се изготвува, донесува и издржува согласно законските и подзаконските прописи, кои пак се содржани во Законот за буџетот, Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, Закон за локална самоуправа и други подзаконски акти. Од процесот на децентрализација па сега денес, Министерството за финансии во соработка заедно со општините изврши подобрување во формата и содржината на буџетот на општината, односно се изврши едно согласување на буџетот на општината со буџетот на државата. Буџетскиот процес започнува со доставувањето на буџетскиот циркулар од страна на министерот за финансии до градоначалникот на општината, во кој што пак се содржани износите на дотациите, кои што треба да се достават до буџетските корисници од страна на надлежните министерства. Исто така во буџетскиот циркулар се содржи износот на дебити кои што го добиваат општините од страна на Министерството за финансии. Во процесот на изготвување на буџетот, најголем удел има финансискиот оддел во општината заедно со градоначалникот, меѓутоа заради поголема ефикасност на буџетот учествуваат и другите одделенија во општината, за да биде буџетот поефикасен, учествуваат со нивните мислења и информации со кои што тие располагаат. Во креирањето, односно изготвувањето на
бюджетот, почитувани граѓани, учествувате и вие. Порано тоа беше на разни собери или состаноци со председателите на местните заедници и урбаните заедници, кои што заедно со градоначалникот и службите, ги исто така взимаа во предвид нивните барања, мислења, предлози и така натаму, а денеска, почитувани граѓани, е денешниот форум на кој што вие исто така ќе ги дадете своите мислења, ќе ги дадете своите предлози, барања, идеи, сугестии и така натаму за што треба да се одржи буџетот на општина Делчево за 2024 година. Накратко да ве запознам која е структурата на буџетот на општината и една дефиниција што представува буџетот. Буџетот представува годишен план на вкупните приходи и други приливи, како и вкупните расходи и други одбори на општината. Тој се состои од посебен и развоен дел. Општиот дел содржи консолидиран биланс на приходи и на расходи, функционална класификација на расходи, биланс на текуно оперативни приходи и расходи, биланс на капитални приходи и расходи. Посебниот дел ќе содржи програмите кои што се составен дел на буџетот и истите програми се одбележени со букви и бројки, така например програма градоначалник е буква Д0, Совет на општина А0, администрација Е0, образование М1, средно М2, основа М1 и така натаму. Затоа потоа повеќе гласате или повеќе бидете распоредени на поодделните маси. Структурата во основниот буџет од што се состои? Се состои од данъчни приходи, неданъчни приходи, трансфери и капитални приходи. Данъчните приходи пак се состојат од персонален данък, данъци на имот, данъци на специфични услуги и дозволи за вршење на дејност. Неданъчните приходи се состојат од судски административни такси, други владини услуги и други неданъчни приходи. Капиталните приходи се приходи од продажба на земјиште и нематеријални вложувања, приходи од закуп на земјоделско земјиште и собственост на државата, надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини и надомест за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти, односно легализација. Ова што се однесува до приходите во буџетот на општината. Структурата на расходите во буџетот на општината вие се состојат од текувно оперативни и капитални расходи. Во текувно оперативни расходи спаѓаат плати на доместоци на вработените, потоа резерви и недефинирани расходи, овде влегуваат текувни разходи, стоки и други услуги, овде влегуваат патни и дневни разходи, комунални услуги, грејење, комуникација, потоа други материјални, поправки, одржување и други текувни разходи. Субвенции и трансфери, тоа се трансферите за невладините организации, односно трансфери до сдруженија на граѓаните и до спортски сдруженија. Потоа социјални бенефиции, тоа е еднократна парична помош и помош за новороденчиња. И во текот на оперативни векови и отплатите на главницата од земни кредити. Што представат капиталните расходи? Тоа е купување опрема и машини, овде влегуваат канцелариска опрема, информатичка и видео опрема, опрема за грејење и климатизација. Потоа други градични објекти, овде влегуваат изградби и реконструкција на улици и патишта, изградба на пречистителни станици и колектори и вложувања и нефинансиски средства, односно тоа е експроприацијата на земјиштето. Ова е почитуване накратко со теорија повеќе нема да не задржуваме. Најинтересниот дел е вие, вашите предлози, барања и представите така овој дел до сега и благодарам за вниманието. Благодарам. Слушавме од оваа презентација што и како функционира кога се работи за буџетот. Се ова што вие ќе го зборувате, всушност мора да влезе таму. Има една клучна поента дека буџетот се состои од расходи, ами од приходи. А приходите сме ние. Имавме еден пример во една општина, нема да ја кажам која, во која што граѓани на едно село постојано бараа да се прави патот. Градоначалникот им излезе со листинг колку даноци се плаќаат во тоа село, 0% беше. Рече, кога ќе се смени ова, кога ќе ставиме да биде 100%, тогаш може да зборуваме за
инвестиции во било која област, не само инфраструктурата, затоа дел од овој процес е и нам како граѓани да ни влезе во свеста дека ние треба да си ги плаќаме своите давачки, за да можеме да бараме од општината да ги остварува нашите приоритети. Што е оно што е направено досега, за да биде дека да добиеме појасна слика околу тоа кои проекти се работат, ќе се работат, се во фаза на планирање на кој ниво се проектите. Имаме само уште една презентација, кога ќе слушате оваа презентација заедно со првата, имајте во предвид понатаму во последниот дел од овој настан што вие ќе предложите како ваша идеја. За таа цел Николина е одесона со општината, таа ќе ги каже проектите во некои од програмите, не во сите програми, затоа да ве подстан, кој што изкажат денес ќе работиме само на овие програми, на кои што сега ќе слушате презентацијата, кои проекти се, што е планирано и што е направено. Тоа се програмите урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај. Понатаму и вашите идеи треба да бидат од овие 4 области. Николина, повеќе. Почитуван градоначалник, почитувани присутни од страна на Одделението за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и сообраќај, изработивме на кратка презентација со која сакаме да ве запознаеме во однос на проектите кои што беа реализирани во текот на 2023 година, кои што ги имаме во фаза на реализација и кои ги планираме за следниот период. Во рамки на своите надлежности, кои што се утврдени согласно позитивната законска регулатива, Одделението за урбанизам, заштита на животна средина, комунални дејности и сообраќај планира, организира и реализира проекти и активности со кои се овозможува подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани на општина Делчев. Дел од поважните обврски на ова одделение опфаќаат предлагање на годишни програми и акции пред Советот на општината, преку кои ги спроведува своите надлежности. Како дел од тие програми се програмата за патишта и улици, програмата за уредување на градежно земјиште, програмата за јавна чистота, за управување со отпад и програмата за изработка на урбанистички планови. Реализирани проекти во текот на 2023 година се изградба на сообраќајници со паркинг околу градскиот пазар, реконструирана е прекидна комора А1 во село Трботивиште, изградена е фотоволтаична централа за филтер станица во село Трботивиште, завршена е изградбата на филтер станицата, завршена е реконструкцијата на бунар во село Трботивиште и Ново Делчево, реконструирана е главен резервоар за вода за пиење на град Делчево и извршена е реконструкција на дел од улицата Ванчо Прк. Исто така, во делот на водоводите и инфраструктурата извршена е реконструкција на водовод во Ново Делчево во должина од 1220 метри и населба Милково брдо во должина од 2040 метри, реконструкција на водовод и потесен цевковод во локалитет Старо Делчево во должина од 1238 метри. Од општинските и земјоделски патишта беше извршена реконструкција на општинскиот пат кон село Станер во должина од 1,4 км, рехабилитација на земјоделскиот пат Долни Бавчи 1 км и реконструкција на земјоделскиот пат Средни Бавчи исто во должина од 1 км, изграден е потворен зид на улица Острец во должина од 33 метри, завршена е реконструкцијата на 3 училници и санитарни јазви во подрачното Општинско основно училиште Свети Климент Охридски во село Трботивиште и изработена е стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата со акцијски план за периодот 2023-2027 година. Проекти во фаза на реализација тековни 2023. Се работи на монтажа на опрема во филтер станицата во село Трботивиште, на изградба на занаетчиски работи во административната зграда, изградба на водоводна мрежа во село Габрово и село Звегор, изградба на прекидна комора А2 во село Трботивиште, изградба на занаетчиско-монтажни работи, реконструкција на спомен дом Асло, изградба на градинка во населба Стар Асилник, изработка на термоизолациона фасада во Општинското основно училиште Ванчо Парке и подобрување на сообраќајните услови и безбедноста во сообраќајот преку изградба на кружни крстосници на 3 локации во фаза на подготовка на проектна програма. Проекти за кој е обезбедена техничка документација. Проект за регулација на река Брегалница, возводно во должина од 500 метри, кој што е аплициран проект. Исто така проект за регулација на река Брегалница, низводно во должина од 532 метри, исто така аплициран.
проект за регулација на река Габровчица 600 метри, реконструкција на пристапен пат од село Трботилиште со Свети води, довршување на реконструкција на улица Македонска, изградба на улица Разловечка Лепкрак, изградба на улица 24 во сервисна зона, изградба на фекална и атмосферска канализација на дел од населба Пролет, изградба на улица во село Станер, во село Вирчев, реконструкција на улица Велко Влаковиќ, реконструкција на Пере Тошев, изградба на улица Голочка, изградба на краци од улица Драмечка и улица Света Тројца, изградба на улица Орца Никола во должина од 160 метри и краци во должина од 210 метри во локалитет Шумски расадник, изработка на нов генерален урбанистички план за Делчево, изградба на улиците 3, 5 и 6 во населба Пролет 500 метри, изградба на скейт парк, изградба на улици во село Звегор 220 метри и поставување на сообраќајна сигнализација на паркингот во градскиот пазар. Планирани проекти и проекти за кои техничката документација е во фаза на проектирање. Значи, се работи документација за следните проекти. Обновување на резервоарот за вода за пиење на место Викано Чука, реконструкција на 2 разделни шахти за водоснабдување во село Трботилиште, реконструкција на улица Македонска оштетен дел, се мисли на оштетениот дел од невремето, реконструкција со проширување на мост на улица Кејна Ослободување, поставување на осветлување изградба на тротар на улица 4 во централното градско подрачје, со што ќе се направи една врска помеѓу улицата Светозар Марковиќ и новиот пешачки мост и улицата 3 која води кон градскиот пазар, изградба на водовод во село Вирче, изградба на водовод за туристичко-рекреативниот центар Кола, одделување на фекалната атмосферска канализација за Милково дел 3 и дел од централното градско подрачје и изградба на канализација во село Станер. Значи, ова накратко се проектите. Се надевам дека вашите предлози и идеи ќе бидат надзор од нив, затоа и ве запознаваме со тоа што е планирано да се работи, за да не се повторуваме и доколку имате прашања, ќе бидеме тука и ќе на располагање да ви одговориме. Слушнахме што општината направила, но многу поважно што планира да прави. И сега после овие кратки, но ефективни презентации дојде вашиот дел. Како ќе работиме онака како што седите во областите во кои што ги споменавме, значи урбанизам, комунални дејности, сообраќај и животна средина, во овие 4 области. На секоја од вашите маси на кои што сте поставени, треба да дадете по максимум 5 приоритети. Максимум. Тоа не значи дека мора да бидат 5. Оведам приоритети зборувам за проекти. Максимално 5 по маса од сите овие области. Зошто го правиме ова? Од ова на втората сесија ќе видиме и која област е најважна. Градоначалникот веќе спомена тоа, со голема веројатност дека ќе биде инфраструктурата. Но имало случаи кога било и образованието, кога некаде дури инфраструктура и вот, ако ги соберете, имаат источно инфраструктура. Зависи од нивото на развој на општината. Ајде да се слушаме само уште една минута. Значи, на масата секој предлага свој приоритет, ама и ги дискутира со другите. Зошто? Затоа што ако се е приоритет, ништо не е приоритет. Се кажат и на почетокот. Ние можеме од секој вас поединично да ги собереме вашите идеи, да ги ставиме на една листа и во старт да знаеме дека ништо од тоа нема да се реализира. Затоа, вие на секој со вашите колеги, пријатели, комши и граѓани на истата маса, одберете кои 5 се најврти за 2024. Имајте ги во предвид оно што никој не дозволуваше, што веќе се прави. Нема логика да предлагаме реконструкција на асфалт, ако тоа веќе се прави. Знам дека овој процес, да, поведете прашање. Извинете, закон за прашање. Например, по петни животи, например, до всяко село да говори истата това. Ако можете да например, на това село, което се правят две улици. Живото село, което се изгради, какво ви изпълнувате? Изравеното за село или изравено? Договорите има и други. Тоа е идеята. Мора да има приоритет. Значи, мора всеко село да се пусти, што треба. Почитувани, тоа беше отворањето на буџетскиот форум. Сега следуваат предлози од граѓани, потоа ќе се вклучиме повторно со завршна оценка од првата форумска сесија.